Продолжуваме со нашата четврта тема. Ово предавање или ове предавања се посветени, како што веќе знаеме, на нашето здравје, тајните на еден квалитетен живот. Како да имаме подобро здравје во нашиот живот. Едноставно, преку ове предавања ќе сватиме и ќе разбереме колку е важно да ги проследиме советите кои Бог ни ги дава преку својата реч, преку Светото писмо. Малце технички сега проблеми, но додека не дојде сликава. Би сакал само да спомнам за темите кои досега ги имавме. Зборувавме дека првата тема беше создадени за нешто подобро. И рековме дека ние сме создадени бидејќи Бог го создал човекот налик на себе. Бог дал правила на однесување. Како да се однесуваме, што да користиме како исхрана во нашиот секојдневен живот. Потоа зборувавме за исхраната и здравјето, дали сме во опасност, а ние рековме дека постојано сме во опасност ако не ги следиме правилата Божји. Вечер водиме еден чекор понатаму, ќе зборуваме за физичката активност што човекот треба да ја прави, да ја има во својот секојдневен живот, во добра кондиција за здрав живот. Овде на сликава го гледате Роџер Банистер. Непозната личност за нас. Меѓутоа го зедов како вовет, како краток пример, да видиме човек кој бил дисциплиниран, кој имал цел и успеал во тоа. Зашто станува збор? Возбудувањето се чувствувало во воздухот. Луѓето биле воодушевени. Овој стадион бил полн со луѓе. Овој стадион е во Оксфорд, универзитет во Англија. Луѓето биле насочени кон ова личност. Роџер Банистер се приготувал неколку години да го сруши рекордот на 1600 метри и затоа тој се приготувал, тренирал, дури одел во планина да ские, да трчи за да стекне кондиција. 1600 метри е рекорд кој претходно го одржал некој негов колега кој го истрчал за 4 минути. Тој сакал да го сруши тој рекорд под 4 минути да претрече, 1600 метри. Што се случило претходниот ден, пред да дојде денот за самиот старт? Бил во болница и бил неспретен, се лизнал под плочките и се повредил ногата. И така цел ден кривел. Но сепак имал цел, утре да се појави на целта, зашто се приготувал со години. И 6 мај 1954 година, Роџер Банистер знаел дека тој ден е ден одлучувачки за неговата кариера, за неговиот живот. Тој ги вложил сите своји емоционални сили, духовно, интелектуално и физички. Тој имал цел да го сруши рекордот, испод 4 минути да претрче 1600 метри. И навистина, кога останал овој 6 мај 1954 година, Роџер Банистер ја претрчал таа патека за 3 минути 59,4 секунди. Имал своја цел човекот и наградата секако дошла. Меѓутоа, наградата не дошла само од себе. Да би ја постигнал таа своја цел, Роџер Банистер морал да биде дисциплиниран. Ние денес, односно вечера почитувани, ќе зборуваме токму за таа дисциплина што треба да се ја поставиме во нашиот живот. Сите не мора да бидеме сега ние Роџер Банистер, да претрчиме 1600 метри за помалку 4 минути. Меѓутоа да си поставиме цел. Секој според својата возраст. Секако младите имаат поголеми цели. Меѓутоа ние повозрастните или оние кои се постари не мора да трчаат, може брзо одање. Може вежбање, може прошетка низ паркот. Во текот на размислување ние ќе дојдеме до такви резултати. Значи, да би ја постигнал целта, на Роџер му била потребна дисциплина. Не ни е лесно да си поставиме дисциплина. Се враќаме од работа 4-5 часот уморни. Многу е полесно да си ги пуштиш нозете, да си земеш кикиритки, да грицкаш, отколку да си поставиш цел уште половина час некаде, можеби вежбање, одење во парк или некоја друга спортска дисциплина. Повеќето од нас, значи, можеби немаме таква дисциплина во животот. Оно што е најважно, секогаш се бара труд.
Значи, треба да поставиме, односно да дадеме од себе нешто, ако сакаме да имаме резултати. Всушност, кога Бог го создал човекот, а ако се придржуваме на тие здравствени принципи или начела, кои нашиот Создател ги запишал на секој нерв и ткиво во нашето тело, допринесува за наше општо здравје. Значи, кога Господ го создал човекот, му дал прирачник, овде е јеловникот што треба да јадеме, што треба да пиеме. Многу луѓе не прашуваат кога ни дават алкохол. Ние ќе зборуваме за алкохол во наредните теми, имаме посебна тема за тутунот, за цигарата и за алкохолот, колку се штетни, меѓутоа кога ни нудат, ние велиме благодариме, не пиеме, не пушиме. Зошто? Кога скоро сите пушат, иако сите не пушат. Меѓутоа, треба да одговориме со овој библиски цитат. Бог дал прирачник на наше јадење и пиење. Што треба да внесуваме во нашето тело? Значи, ако се придржуваме за тој прирачник, почитувани навистина, нашето здраве ќе трае подолго. Секако има влијање кои не може ги спречиме, но многу работи можеме ние самите да ги спречиме. Кога се чувствуваме исцрпено, после напорниот работен ден, потребна ни е дисциплина, да се посветиме на физичката активност. Иако не е лесно, но сепак, ако имаме својот цел и ако сакаме да имаме добро здравје, не мора ние да бидеме друг или втор Роџер Банистер. Не мора такви цели да си поставуваме. Човекот бил дисциплиниран, со години вежбал. Иако имал пех претходниот ден, паднал се, лизнал се, повредил коленото, но сепак следниот ден тој излегал на патеката, ја постигнал својата цел, го освоил првото место, односно го срушил тој светски рекорд кој бил 4 минути, а тој истрчал под тие 4 минути. Вежбањето е начин да го насочиме нашето тело кон доброто здравје. Ние вечер ќе зборуваме за тие вежбања, колку се важни во сплет на сите околности што ги имаме во нашиот живот, да си одвоиме време. Еве сега доаѓаат можеби студени денови. Не мора да излегуваме ако надвор, може и дома да си направиме едно место, едно катче, кај што ќе имаме и вежбање, да нашето тело тоа го почувствува. Еве што рекол Хипократ, познате Хипократ, така татко на медицината, кој рекол, кога би на секој поединец може да му дадеме вистинска количина на храна и вежбање, тие две работи он ги подвлекува, значи вежбање и храна, ни помалку ни повеќе би го пронашол најсигурниот пат до здравјето. Кога на секој поединец би му се дала адекватна, соодветна, она вистинска храна, која го храни нашето тело. Во храната треба да уживаме. Храната е извор на сите добри работи во нашиот организам, но и вежбањето. Значи вежбање. Зошто китовите не може да пливат како делфините? Каде се китовите? Каде лежат? Каде спијат? Доле на дното. Тие само јадат, конзумират, а скоро не трошат енергија. Тие се по 100, 200, 300, 500 кила, доле се на дното. А делфините ги гледате какви си, или рибите. Овој човек, мудрец, татко на медицината, ова изјава ја дава со полна свест, кога секој поединец би јадел вистинска храна и би имал вистинско вежбање, тогаш би го пронашол најсигурниот пат до здравјето. Но ние живееме во 21 век. Век на компјутери, век на таблети и на мобилни. Се се врти околу тоа. Повеќето од нас, луѓето, гледаат во екранот, паметниот телефон, таблет, компјутер или електронски компјутери до 8 часа дневно. Гледате колку време трошиме. Постојат апликации на интернет, може да си ја симнете и да ве прати колку дневно трошиме или трошите часови или минути на интернет. Тоа е така ни го краде времето. Но, кога ние седиме покрај телефонот или покрај компјутерот, телото ни мирува. Мозокот скоро ништо не работи, тој само конзумира готови материјали. И затоа читањето на добра книга е многу предизвикувачки и добро за нашиот мозок и за секако нашето тело. За добро здравје потребна е активност, движење и вежбање. За добро здравје, да не го забраваме тоа, може би го знаеме, да се подсетиме, потребна е активност, движење и вежбање. Под добро здравје не се подразбира само да не бидеме болни. Кој ќе не праша некој како си, добро, фала на Бога.
Може тогаш не си во кревет, ама не ти е се во ред. И ние велиме добро е. Меѓутоа еве што пишува овде. Туку да бидеме срекни и да се чувствуваме исполнити физички, ментално, друштвено и духовно. Тоа е да бидеш здрав. Не само да не те боли ногата или бубрекот или главата или притисокот е во ред тој ден. Дали сме физички во ред? Дали сме ментално во ред? Друштвено, духовно. Тие се 4 столба во нашето тело, почитувани. Мора да водиме евиденција, да водиме сметка. Дали навистина тие 4 работи се подразбират во нашиот живот. Значи, за добро здравје потребна активност, движење, вежбање. Физичката активност е многу важна. Елена Вајд, духовен писател, вдахновен здравствен советник, еве што кажала пред 150 години и повеќе. Чист воздух, сончева светлост, умереност, одмор, физичка активност, исправна храна, употреба на вода, доверба во Божјата сила, тоа се вистински лекови. Постојат здравствени клубови, здравствени активности и сите се потпират на овие 7-8 столба. Значи, умереност, односно сончева светлост, мора да бидеме што почесто на сончева светлост, да бидеме изложени, зашто тука посебни витамини кожата ги прима и нашето тело. Умереност во се, и во работа, и во спиење, и во активности. Одмор, значи од 6 до 8 часа треба ни е време за одмор, кај што се обновуваат нашите клетки кога спиеме. Зашто ние трошиме во текот на дента. Физичка активност, гледате, не само да спиеме, да се одмараме, потребно е, и ако сум пензионер, треба се најдем. Јас гледам често пати пензионери одгоре на паркот, се шетаат, се движат, мора да ја потрошат таа енергија, зашто треба да внесат храна. Исправна храна, што е многу важно. Изборна, вистинска храна. Зеленчук, што Господ го дал и ја благословива наша планета, зеленчуци и се она што подразбира здрава храна. Употреба на вода. Порано луѓето како пија вода, меѓутоа ги немаше овие шишиња, така? Тоа пред неколку десетици, 15 години почнавме шишиња да носиме. Зарем прето не пиевме вода? Па и пиевме, имаше многу чешми по град. Сеќавате зна чешми. И сега има, меѓутоа се повеќе тие чешми ги затварат, зашто водата, ако одите на запад, не се користи така како кај на сега. Мора да купиш флаширана вода, зашто е загадена. Но доволно да се употребува питка вода, не газирани сокови, вода, зборувам за обична вода. И сега ова што е најважно, доверба во Божјата сила. Ако неме доверба во Бог, во Божјата сила ќе ни помогне, ништо не вреди, почитувани. И затоа Бог не повикува да имаме целосна доверба во Него. Секој човек треба да ги познава овие природни факти и како да ги примени. Не е само да читаме, ние сме, може би, читале, имаме сознание, но потребно е тоа да се спроведе и во нашиот секојдневен живот. Значи, целта на вежбањето е да ја подобриме или одржиме вкупната физичка кондиција за нашето здравје. Секој треба сам да си најде начин како ќе вежба. Значи, тука не постојат некои пишани правила, така мора стрикно. Постојат правила, секако, но може да си прилагодиме према својата возраст. Ако си повозрастна особа, секако помалце треба. Некои други активности треба да се спроведат. Ево уште еден краток цитат. Телото е единствен представник преку кого умот и душата се развиваат во делот на изградбата на карактерот. Гледате, дури карактерот е подложен на она што ние го внесуваме во нашето тело. Ако сме болни, не може да се развива карактерот. Ако умот ми е болен, совеста ми е оптеретена, спием таму, оптеретен со лекови, во депресија сум, не може ни Бог да комуницира со тебе и со мене. Телото е единствен представник преку кого умот и душата се развиваат во делот на изградбата на карактерот. Затоа многу е важно, како што една зграда, за да биде стабилна, што треба да има? Добар темел, така? Мора да има добар темел. Основа, тоа е основата на зградата. Така и телото, кое добро функционира, ќе ги овозможи овие да се развива човекот, менталните способности на неговиот карактер. Менталните способности
на неговиот карактер. Зато вежбањето овозможува број 1 губење на телесната тежина. Значи се препорачува пливање. Но може би сите ние не сме пливачи или немаме можност да пливаме. Нема услови, но сепак, ете, ако некој се одлучил да плива, на тој начин и телесната тежина му се намалува. Го подобрува држењето и изгледот. Било кое вежбање го подобрува, значи, зашто на децата во школа им се вела да не седат подграбавено, него исправно. И такви столчини им се дават. Да тој рбет уште од мали нозе да биде исправен. Па и ние кога седиме или кога се движиме, не подграбавено, значи треба да бидеме исправено, зашто со времето ние одиме надолу. Понатаму, вежбањето го намалува ризикот и напредувањето на срцеви заболувања, диабетес, рак, Алцхаймерова болест, предвремена смрт. Гледате, сите тоа се работи, чекори кои може да се закачат за нас, тие работи, ако не посветуваме доволно време на своите секојдневни активности, односно вежбање, бидејќи тука сме ние самите господари. Знаете, најголем непријател кој ни е? Самете себе. Ако немаме дисциплина, било во што. Значи, ако си поставиме правило и ред, после работното време, пола час, 15 минути, да одвоиме, да отидеме во природа, се прошетиме, велосипед да возиме, или поред реката да прошетаме, или до самиот парк. Значи, ние треба самите да си најдеме. Вежбањето ја подобрува телесната подвижност. Колку е полесно кога ќе се вратиш од планина. Се чувствуваш како да си многу полесен. Секако, не треба одеднаш да се качиме горе на Пелистер или на Кожов. Прво ќе го освоиме малото брдо и така постепено ќе се продолбочува. Ги зајакнува коските и зглобовите, вежбањето. Штити од скршеници, изградува здрави мускули. Сето тоа, почитувани, влие на нашето тело, на нашето здравје, ако ние донесеме одлука. Значи, благодат од вежбањето, исто така, делови на нашиот крвен притисок, еве, сега ќе споменеме, значи, го намалува крвниот притисок, низок пулс на срцето, намален ризик од здебелување, намален ризик од диабетес. Сето тоа се фактори кои може да ги избегнеме ако посветиме доволно време на вежбање, на физички активности. Секако, не постои магична формула за нашето здравје. Тоа не е ни вежбањето. Сега ќе вежбам и тоа е магична формула, клуч, и ќе бидам 100% здрав. Не е то гаранција, но без тоа ќе бидеме уште повеќе болни, уште повеќе оптеретени. Сепак, ако ги користиме овие вежби, што ги спомнавме, навистина, ќе ни олесни и стресот, ќе ни си подобре и психичкото здравје. Нивото на депресијата ќе се намали. Значи, ќе добиеме енергија, виталност, брзина, спретност. Тоа се многу важни работи. Брзата прошетка или трчање во паркот го подобрува учењето, памтењето и општо менталните функции. Знаеме дека таму дишеме чист воздух, здрава средина, посебно кога е пролет, птици пеат околу нас, а може би таму на работното место сме под некоја депресија, имаме притиснуци на разни начини, но тие 15 минути или 20, подоцна ние ќе кажеме како во некои институти, пресметале колку време треба да излеземе во природа. Дневно, седмично, месечно. Значи, има луѓе кои се занимаваат со тоа и пресметале и дават ги податоците кои ни се потребни да ги знаеме за да имаме добра кондиција и здрав живот. Во голема мера го олеснува стресот, го подобрува целокупното психичко здравје, го намалува нивото на депресија, го зголемува самопочитувањето. Гледате, само една прошетка, секако не само еднаш. Ако имаме навика, излегуваме дневно или седмично по неколку минути, тоа секој влие на нашето здравје долгорочно. Ќе се чувствуваме подмладени, ќе имаме таа физичка активност, ќе имаме поголема кондиција, нема да ни биде проблем да излеземе, да се качеме на петиот спрат во некоја зграда или нешто да физички повеќе бидеме активни. Физичката активност помага во емоционалната интелигенција и решавање на судри. Гледате колку длабоко влегуваат тие вежби физички кои треба да ги правиме, почитувани. Физичката активност помага во емоционалната интелигенција. Знаете што е таа емоционална интелигенција? Многу важно. Ние ќе имаме наскоро такви предавања овде во градот. Решавање на судири. Ако нешто треба да се реши,
Тешко е, треба да се донесат одлуки. Одвој 10, 15, 20 минути, излези во природа, прошетај, ќе се прочисти умот, ќе добиеш некоја нова слика, ново решение за проблемот, можеби кој треба да се реши. Гледате овде, после мирно седење, лево, како изгледа мозокот, после 20-минутно одење, кога човек се движи, се раздвижува и во мозокот, а кога седиме, ние сме пасивни, се мирува. Вежбањето го зголемува протокот на кислородот, кој крвните кели го носат до мозокот. Исто така, ја зголемува нашата способност за подлабоко духовно размислување, што е многу важно. Кога ние читаме Библија, ако сме поспани, не може да читаш Библија. Тогаш ти се затварат очите капалци ти се затварат. Умот спие и не може човек да ги добие тие одговори кога се молиме да ни Бог помогне. Тогаш ние сме и нашите мускули условно кажено спијат. Но гледате, после малку вежбање од 20 минути се движи. Се е во движење. И затоа вежбањето и кога приеме доволно чист кислород, крвните кели го носат до мозокот. И така се зголемува нашата способност за подлабоко духовно размислување. Ако сакаме духовно да бидеме силни, да бидеме јаки, потребно и ова правило да го почитуваме што Господ го дал. Еве, на овој американски коледж од спортска медицина пресметале колку време ни е потребно за здраво вежбање. Најмалку 150 минути вежбање седмично. Потребно е, според овој американски коледж за спортска медицина, значи пресметале дека ни е потребно 150 минути. И ние сега може да си го распоредиме во деновите на седмицата. Може би некој рекол дека за повеќето таа цел се достигнува. Меѓутоа, што ни е потребно за тоа? Да имаме една пешачка патека, дали во шума, или ако сме дома машина за трчање, се купуват оние траки која се врти и ти во место трчаш и така натаму. Но доволно е 3 часа да земеме седмично, да ги поделиме тие според деновите и така натаму. Не е потребно ние да постанеме брзи спринтери, знаете тие кои веднаш стартуваат. Полека тоа може да се развива според нашата старост. Брзо одење, барем 30 минути, 5 дена во седмицата е доволно. Понатаму, неодамнешните истражувања покажале дека не е потребно сите вежби да ги направиме одеднаш. Знаете, кога бевме во војска, си има секој утро одреден стил на вежбање. Не мора сите вежби што ги имаме сега ние на лист хартија напишено да ги спроведеме тој ден. Не е потребно. 15 минути доволно за денеска. Утре, задутре, така телото ќе навикне. Мускулите ќе ни се навикнат. И не ќе имаме отоци на рацете или да не болат рацете и мускулите затоа што сме вежбале. Значи постепено телото се навикнува. Понатаму, потребно е да имаме план. Без план ништо. Ние кога работиме мора да имаме план. Не може така стихиски, сега ми текнело, ќе одам, ќе трчам, во ред. Меѓутоа мора да имаме, значи, принцип, план на активности. Поред многуте достапни програми за вежбање, постојат 4 принципи, јас сега овде ги обележав со разни бои, кои треба да ги имаме на ум. Прво, често, колку пати често вежбаме. Не кога ќе ми текне, кога ќе се сетам. Второ, временски, колку временски, 10 минути, 15 минути, половина час. Интензитет, ќе се навратиме малце после повторно на овие. И врста на програм на вежбање или за вежбање. Што значи тоа често? Се однесува на тоа колку често вежбаме. Кардио вежби, умерено вежбање 5 пати седмично. Значи, колку пати треба да си поставиме цел според своето здравје, според својата старост, да си поставиме план. Едноставно, некој рекол, сите разговори за прошетката не може да ја заменат добрата прошетка. Значи, ние ќе шетеме, ама никој да тргнеме да шетеме. Сите разговори за шетањето не може да ја заменат да го заменат доброто шетање. Значи, треба да размислуваме за нашите навики.
da proceniме какви биле, какви се сега. Може би некој ќе се врати од работа, си запали цигара, кафе. Тоа му е навика. И ако установиме дека тоа е штетна навика, штетна е таквата навика, ајде да ја смениме, да си поставиме друга цел, друг план. После работа се враќаме, малце одмараме можеби некое време и потоа си поставиме цел. Да имаме време за прошетка. Често се однесува колку често вежбаме, поради подобрување на здравјето, интензивно вежбање 3 пати седмично. Често се однесува колку често вежба, значи вежбата за подигање на силата, 2 или 3 пати седмично се 1 или 2 дена пауза помеѓу тренинзите, значи едноставно да имаме и пауза. Сега временски. Под време се подразбира колку долго треба да вежбаме. Препорака е вашите тренинзи да траат од 30 до 60 минути. Секако, повторно ќе спомнам, зависи од возраста, од староста, како и колку ќе вежбаме. Интензитет. Под интензитет се подразбира колку напорно ќе вежбаме. Дали секој ден или ќе имаме паузи. Значи, тоа е планот под интензитет. Врста на програм. Кај кардио вежбите можете да работите било која врста на активност, која зголемува работата на срцето, шетање, трчање, пливање и други спортови. Може би некој ќе рече, па тоа не е потребно кога јас работам на нива, копам цел ден. Секако, за таквите луѓе има друг тип на вежби, но тие кои работат во канцеларија, кои работат во затворена просторија или има други активности, ќе си прилагодиме према себе си. Гледате овде, има разни препораки како на кој начин ние ќе одвоиме време за нашето вежбање. Тренинзите за кревање на силата вклучува било какви вежби во кои се користат некои врсти на оптеретување, тегови, да ги вежбате мускулите. Значи, постојат разни справи. Тука во градот ги има такви спортски, како да кажам, тегови кои придонесуваат да човекот и зимно време биде во фаза на развивање и да има кондиција. Но да ги запаметиме, значи, 4 принципи. Колку често вежбаме, време, јачина, значи треба да вежбаме напорно, и врста. Уврстите и аеробни кардио вежби и вежби на снагата за својот програм. Се повеќе и повеќе може да прочитате на интернет, почитувани како постојат посебни личности кои завршиле за да ни понудат разни програми според нашата возраст или болести кои имаме. Значи постојат тие физички активности кои ни се потребни да нашето здравје повторно ни се поврати ако секако сме го изгубили во текот на животот. Но за да не го изгубиме, тие кои се здрави, условно кажено, ајде да почнеме барем дел од овие правила што ги спомнавме вечерва да ги спроведуваме во нашиот живот. Насоки. Движете се. Ништо нема да се случи доколку не поминете во акција. Значи имаме добри желби. Сето тоа е добро. Читаме и си велиме, Боже, помогни ми, утре да станам во 6 да трчам. Бог нема те фати за уво да каже, ајде пријателе, стани. Ако длабоко спиеш, навиј го часовникот. Има денеска апарати кои може да те разбудат. Може да си порачаш и од пошта да те разбудат во 5 часа. Знаете дека има и таква опција. Ми тоа верам дека не сме до тоа дошли некој да не буди од страна. Но да си поставиме цел. Ја тоа го зборам први за себе, а и за сите нас. За да може да навистина имаме здравје, а во здраво тело и во здрав дух и Бог може да престојува. Употребите го моделот на промени кои се состои во 3 чекори. Ајде да ги видиме кои се тие чекори. Утврдете каде се сега наоѓате. Значи, да застанеме и да видиме дали имам прекомерна тежина, дали имам вакво оптеретување, дали имам ваква болест, дали сум во некоја депресија и да почнеме полека, систематски, да вложуваме напор од своја страна. Секако да побараме совети од стручни лица кои завршиле и кои се обучили, кои може да ни понудат навистина нешто добро за нашето здравје, да нашето физички активности бидат навистина на ниво. Одлучете каде сака да бидете. Ако сум овде сега, а сакам овде да дојдам, значи ова растојание треба да го поминам. Како? Не може некој да ме земе од тука и да ме донесе тука. Ништо со тоа не постигнува. Јас морам овој
ова расстојание да го поминам. Преку сите тие вежби кои ги спомнавме и активности за да нашето здравје, почитувани, се подобри. Знаете, никога ќе го изгубиме здравјето, потоа се молиме на Бога да ни помогне. Ворете тоа и треба се молиме. Но ајде да не дојде до тоа губење на здравјето. Рековме, постојат разни фактори кои влијат на нашето здравје. Понекогаш ние сме немокли да го спречиме, но за многу работи ние сме виновници. Ние сме тие кои може на време не сме нешто направиле. Направете план таму да стигнете. Значи, ако сакаме овде да стасаме, а тука се наоѓаме, мора план да имаме. Ако сакаме куќа да направиме, потребно да имаме план. И според тој план, куќата почнува да се зида. Ако сакаме да одиме на годишен одмор, мора да си поставиме план. Каде ќе отидеме, во која земја, на кое море, колку дена, колку имаме буџет. Значи, постои план. Мора да постои план за тоа да се оствари. За да имаме добра кондиција, да имаме добро здравје, мора, почитувани, да имаме и добар план. Дознайте повеќе за вежбите, значи кои вежби нам не одговарат. Не мора да дојдеме до ситуација, да одиме на физикална, во болница, па таму да не масират, па таму да ни помогнат. Секако и за тоа доаѓа време. Ако нешто се скршеме или нешто дојде, пореметување, меѓутоа не мора да отидеме таму кога ние можеме самите додека сме во добра кондиција, релативно добра кондиција, да тоа се одржува постојано во нашиот живот. Оцените го вашиот напредок. Значи, битно да си запишеме. Ако денеска сме тренирале толку минути, дали сега крвниот притиск ни е подобар? Дали сега помалце паѓам во депресија? Дали сега можам повеќе да одам пешки до пазар, па да се вратам? Можам да одам у горници и не се замарам? Значи, ние треба тоа да го оценуваме, кога ги имаме тие вежби постојано, седмично, дневно, месечно и така натаму. Почнете да вежбате. Рековме, може ние да зборуваме за прошетките, но никош да не се тоа оствари. Потребно да станеме и да тоа го направиме. 3 пречки за вежбањето. Сега доаѓаме до тоа кај што сите ние се бориме со тоа. Кои се тие 3 пречки? Еве да ги прочитаме. Одложување. Ајде, велиме, утре ќе почнам. Не, утре е свадба, задутре имам роден ден, прексутре имам, треба да одам на пат. И така, другиот понеделник. Доаѓа другиот понеделник, па те вика комшијата, ајде дојди малце да си поседиме. А таа господјата направила убави кифлички вака, па не можеш да им ги одолиеш. И вели, ајде утре ќе одложам. И така ние одложуваме, знаете кога? Никогаш. Тоа одложување е проблем за сите нас. Си мислиме, тоа ќе го направам друг ден, третиот ден, четвртиот ден и на крајот ќе се појави нешто непредвидливо, одиме на лекар и те вели лекар, господине, знаеш ти што имаш во себе? Не знам. Брзо дојдеш крв да извадиш, па ќе ти кажеме што е. И така доаѓаат стресни моменти, недостаток на доследност. Колку пати сме решили да читаме Библијата од почетокот, од нова година? Дали ви се случило? Од декември 31 вели Боже, јас кога читам Библијата од 1 јануари наред и до крајот на 31 декември ќе ја прочитам целата. И почнуваме таму некаде до 3 Мојсеева запнуваме, кој ќе дојде таму, овој го роди оној го роди овој, тоа ни станува малце како досадно и велиме, ајде утре ќе почнеме од 5 Мојсеева, Исус Навин, и ние не сме доследни. Тоа се однесува, почитувани, и на ова. Сатот не буди, сатот вели, трајче стани, да трчаш. Чекај да видам, па дожварне сега. Не можам, утре. И така сатот ќе го поклопиме да не звони. Не сме доследни. И третата работа, самопоразувачки ставови. Сум трчал, 1 недела, 2, ништо нема промена. И вели, изгледа од тоа нема ништо. И така ние доаѓаме повторно овде, на почетокот. И на почетокот времето се минува, годините минуваат, а потом може да се случи нешто лошо. Сето она добро што ќе го направите за своето тело, ќе ги потполни и порази сите ваши социјални и духовни напори. Значи, самите ние почитувани треба тоа да го направиме. Многумина живеат според своите желби, не грижејќи се за своето здравје, се пријадуваме, создаваме лоши навики и не вежбаме. И потоа доаѓаме до таква ситуација, до таква точка кај што велиме, Боже, зошто ова ме снајде? Боже, зошто се случува тоа со мене, со моето здравје? Може би ние сме
виновниците. Ако одлучиме да живееме според принципите на здрав живот, за тоа ќе ви биде потребна посебна сила. Каде да најдеме посебна сила? Може ќе се здружиме со некој пријател, комшија, со жената, со мажот, со децата и ќе излегуваме сами. Верете, тоа подршка е многу важна. Ако имаш некој на твои години, има време да заеднички излезете и си давате подршка. Но постои една посебна сила, што јас сакам сега да ја прочитам. Филипјаните 4:13, апостол Павле вака вели: се можам во Исуса Христа, кој ми дава сила. И за да вежбаме, да си поставиме цели, почитувани, потребна е небесна сила. А Бог ни стои на располагање 24 часа. Може комшијата, пријателот, не може утре да биде со мене, да трчи, да шетаме, зашто може му излегла некоја непредвидена работа. Може тој ми бил потпора, мотивација да заеднички излегуваме, да се враќаме. Но овде имаме посебна сила, индивидуална сила, што ни стои на располагање 24 часа. Бог вели: јас сум тука, јас ќе ти помогнам. Павле вели: се можам, се, па и физички да бидам активен. А на тој начин ќе бидам и духовно активен, на тој начин ќе можам умот да го развивам и да отворам посебен канал, бидејќи умот наш е посебен канал да Бог комуницира со нас. Ако ние психички сме болни, сме во депресија, Бог не може да комуницира. Тој прилаз, тој пат е затворен, на жалост. Тогаш не сме оптеретени со лекови, болки и други работи, мислени поминуваат низ нашиот ум. И затоа Павле вели: се можам во Исуса Христа, кој ми дава сила. Планирајте секој ден да поминете некое време во вежбање. Тоа ќе го подкрепи нашиот, вашиот ум, тело и дух. Тие се три компоненти што ние ги носиме во себе, почитувани. Умот наш, телото и духот. Ако едно се поремети од нив, ние не сме целосни. Ќе имаме проблем. Не може да обстанеме, не може да помогнеме во општеството, во заедницата, во семејството, не може на работа да бидеме корисни. Ако едно од тоа се поремети, телото, ако си го отсечам прстот или имам некој проблем, не може да дадам целосно. Ако сум мајстор, например, да варосувам или да малтерисувам, не може, рацете мора да функционираат. Умот, интелектуално, ако нешто се бара од тебе, да создаваш планови, не може, ти си расејан. И духот, вели, духот ми е скршен. Да, разочаран си, во депресија си, нешто се случило и тие три работи ѓаволот знае да ги нападне. Да ги нападне, да немаме време ние за Бога. Кога телото не оптеретено, кога телото не боли, ние ќе отидеме на болница или ќе бараме лекарска помош. Затоа ајде да одвоиме време за вежбање. Физички да бидеме активни. Ако сум стар на 90 години, не мора да трчам, но 100 метра да поминам денеска, 200 метри, 300 метри или 500 метри, пешки, брзо одење. И на тој начин ќе си го подобриме самото здравје. Мораме се да сториме како би го одржали своето здравје и благосостојба. Никој тоа не може да го стори наместо нас, почитувани. Може наместо нас некој да ни купи леп, да го замолиме, може некој да плати сметка во пошта, може некој да ни купи од пазар нешто, но ова што не треба ние да го сториме. Гледате, вежбањето оди со добрата храна, со здравата храна. Тука се изворите или изворот на протеини, на јаглено-хидрати, на витамини, на се оно што е потребно да имаме добро здравје. Се зависи од кого? Од нас. Господ ни дал ум, Господ ни дал разум, Господ не благословил со добри намирници, со добри зеленчуци, со добро овоше, но треба, почитувани, ние тоа да го допреме, да го зееме, да го внесеме, но и да физички бидеме активни. Господ нека ни помогне да овие совети во рамките на нова серија Тајните на квалитетниот живот навистина ни помогнат да изградиме еден таков карактер во едно здраво тело. Наредното предавање, кога ќе бидеме јас овде, ќе зборуваме за здравите меѓучовечки односи. Тоа е новата тема. Колку е важно за нашето здравје, нашите меѓучовечки односи да бидат на висина. Затоа во наредниот петок. Нека не Господ благослови, нека ни помогне да навистина во добра кондиција имаме и здрав живот. Амин.